за да разговараме за буџетот за 2014 година и од она што беше денеска предложено како резиме и предлог од страна на Министерството за финансии, можеме да заклучиме дека и оваа година, како и претходните години додека оваа партија на власт и оваа коалиција, секоја година имаме зголемување и на приходите и на расходите. Не знам како власта, кога знае дека во 2013 она што го зацртале како приходи, се уште го немаат остварено, а верувам дека немаат ни да ги остварат приходите, за наредната 2014 година кажуваат дека ќе остварат и програмираат дека ќе остварат повеќе приходи, а од каде ќе ги остварат кога ништо немаат инвестирано во она што треба да го полни буџетот на Република Македонија. Кога зборуваат дека што е правено порано, а што они правеле. Само нека се сетат дека 1 милиарда и 600 беа буџетите на претходните влади, за наредната 2014 година буџетот на Република Македонија и трошоците кои што ќе ги прави оваа влада за 2014 ќе бидат преку околу 3 милиарди евра. И сега ако некој собира дупло повеќе пари од граѓаните, ако собира пари со кои што на граѓаните не им се враќа воопшто ништо, сметам дека она што треба да го кажеме дека не да не гласаме против за овој буџет, туку треба да бидеме против и да не и дозволиме на владата така раскалашано да ги троши парите на граѓаните и така непотребно за одредени работи кои што не влегуваат во економскиот развој на државата да ги троши. Сметам дека самиот назив дека буџетот за 2014 година е развоен буџет воопшто не би се сложил и воопшто не би рекол дека во 2014 со ваков програмиран буџет, со ваков предлог на буџет ќе имаме некаков економски развој. Ова може повеќе да кажеме дека ќе биде социјален буџет, буџет за опстанок на оваа влада. Овој буџет, ако ги видиме трошоците кои што се 176,5 милиарди евра, милиарди денари расходи во буџетот на Република Македонија за 2014, ќе констатирате од самата распределба на средствата дека се работи за буџет само за опстанок на оваа власт. Тој опстанок го прават со рекламирање на се и се што. Трошејќи пари за се и се што, ама не за економски развој, не за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Трошат и програмираат пари 10 милиони евра за административци кои што седат дома. Од друга страна, зголемените приходи кои што сакаат да ги остварат, буквално знаејќи какво население, каква е економската состојба во Република Македонија, каква е состојбата на граѓаните да го полнат буџетот на Република Македонија и понатаму одат со се поголеми и поголеми зафаќања од граѓаните на Република Македонија. Сметам дека оваа влада, посебно министерот за финансии кој што овде ни предлагаше и каде што во капитални инвестиции ги сврстуваше украсните градби, и тоа украсни градби само во Скопје, а за разлика на тоа да секоја година имаме ветувања дека ќе се градат патишта, дека ќе се градат автопатишта, магистрални патишта, дека ќе се градат хидроцентрали кои што воопшто во неговото излагање не ги спомена, воопшто не спомена за гасификација во Република Македонија. Сето она што беше, буквално беше повторно доближување на граѓаните она што сакаат да го чуат, а што за иднината на Република Македонија не е многу добре дојдено, а тоа е да преживуваат за да можат да обстанат и 2014 година. Во овој буџет нема средства за помош на предпријатијата. Видете колка е само сумата за помош на предпријатијата. Како една држава,
како една влада очекува прилив на средства во буџетот на Република Македонија, ако не помага на предпријатијата. Ако зборувам за предпријатија, зборувам за предпријатијата кои што се домашни предпријатија, бидејќи владата и министерството со две раци им помагаат на странските инвеститори, а за жал тие не придонесуваат за да се полни буџетот на нашата држава. Ако зборуваме за образование само на реклами и преку реклами, ако во пракса условите каде што ни учат децата се полоши и полоши, ако ви кажеме дека секоја година една гимназија Кирил Пејчиновиќ, најстара гимназија во Западна Македонија, одете и видете во какви услови средношколците учат, посебно средношколците македонци, во една барака која што е направена веднаш после 2002 година, за да истата денес се распаѓа, а учениците одат се уште во такви услови. Ако зборуваме за земјоделие, каде што има само фалби за дадени субвенции, без да се инвестира ниту во наводнување, без да се инвестира во организирано производство, без да се инвестира и да се организира откуп, што е најгорлив проблем на секој оној кој што нешто произведува, без да се инвестира во финални земјоделски производи кои што ќе го имаат печатот како македонски бренд и како македонски производ. Тоа им треба на Македонија и тоа им треба на земјоделците, бидејќи не само нешто да се произведе, туку треба некој да го откупи, да го реализира и истото, ако може, да биде подпомогнато и да се извезе. Ако оваа влада се запрашаш и ја прашаш колкуто оваа држава, наша, македонска, има администрација која што е влезена и која што зема плата од буџетот на Република Македонија, тоа нема да го добиете никако пратеничко прашање, ниту пак како одговор на она што се дебати во собранието. Ако една влада молчи и за она кога ќе ја прашаш зошто и во наредниот буџет за 2014 година немаме ништо во врска со пописот на населението, пописот на имотот, пописот на она што значи економија и пописот на тоа колку ние имаме во нашата држава луѓе, население, кое што моментално живее и создава во нашава држава. И тоа го нема во пописот за 2014 година. Ако оваа влада ја запрашате и ви даде одговор кои се тие предпријатија кои што од владата примаат помош, повторно владата ќе молчи и за тоа нема да ви даде одговор. Повторно и тие минимални средства што се за помош на предпријатијата во буџетот за 2014 година, повторно не можеме, како што не добивме ниту за 2012 година, ниту за 2013, кои се тоа предпријатија кои што добиваат помош од владата на Република Македонија. Оваа влада, која што троши скоро 3 милиарди евра, наместо да работи на подобрување на животниот стандард на граѓаните, наместо да очекуваме со секоја година животниот стандард овде во Република Македонија да ни биде подобар и подобар, ние им правиме од година во година загорчување на животот на своите граѓани и затоа кога ќе слушнете кој може и како може гледа да побегне од оваа држава. Тоа е жално за една влада која што се пропагира дека е влада која што сака населението на Република Македонија да се задржи овде и да работат во Република Македонија и овде да ги создаваат и да ги одгледуваат своите семејства. Ако власт која немилосрдно ги троши парите на граѓаните без достоен отчет за сработеното, ако ние секогаш бараме каде владата ги троши парите на граѓаните и ако за тоа не добиете никаков одговор каде се потрошени, а таму каде што се потрошени ќе видите дека се и 10 пати повеќе потрошени од она што значи проект или проектирано за трошење. Таква власт не може да биде народна власт и овој буџет не може да биде прифатен дека е за целите на граѓаните на оваа држава. Власт која носи закони безброј, митоа сите закони кои што се носат се во интерес
и на бизнес интересите само една мала група која што е околу владата. Затоа не можеме да кажеме дека ваквите закони се во интерес на граѓаните, не можеме да кажеме дека сите овие закони се во името на граѓаните и се за граѓаните на Република Македонија. Власт која недемократски се однесува при носењето на буџетот и се однесуваше при носењето на буџетот за 2013 година. Власт која без поддршка на опозицијата ги трошеше парите за 2013 година, не можеме да кажеме дека е народна власт. Власт која една година прифаќа амандмани, тие исти амандмани кои што ги вметнале во буџетот на Република Македонија за 2013 година. Барањето бидејќи не биле истите реализирани за 2013 година, да бидат како амандмани прифатени за 2014, оваа власт ги одбива. Испаѓа дека сето она што ние го кажуваме и го бараме преку буџетот на Република Македонија за 2014 е само зборување и ништо повеќе од тоа. Власт која никаде не ја спомена, сега пред малку да не ме фатите за зборба, Бекин Фазлио мислам ја спомена технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, која што 4 години е само отворена, 4 години за таа индустријска зона се кажува дека ќе почне да профункционира. Таа индустријска зона, можеби пари се двојат, на лице место немаме ништо. И во буџетот за 2014 за технолошко-индустријската развојна зона во Тетово нема ниту еден денар во буџетот. Она што беа на граѓаните, дали кажувања, дали реални мислења на истите граѓани од Тетово, дека владата оваа парцела, која што оваа година 2013 ја прошири уште за неколку хектари, за да бидат 90 хектари, истата изгледа има продадено на зелено, без да во неја се инвестира било и еден денар од буџетот на Република Македонија. Е таква економија и таков развој, посебно на западниот дел на Македонија, не да не се слагаат само албанците од тој регион, него и македонците, бидејќи се уште таму има македонци. Се уште има македонци и албанци кои што заедно сакаат да работат и во фирмите, заедно сакаат да создаваат за нивните семејства и заедно сакаат дел од буџетот на Република Македонија да се издвои и за тој регион. За жал, ние не можеме да кажеме дека сите овие изминати години имаме видно подобрување на економијата во тој регион, наместо да се отвораат имаме затварање на фирми, наместо да имаме развој на економијата и вработувања, ние имаме само затварања и луѓе кои што бегајќи од Република Македонија, бегајќи од западниот дел на Република Македонија, на оваа влада им дојде како добре дојдено, бришејќи ги од евиденцијата на Заводот за вработување, истите да ги кажува дека се вработени и дека ја намалиле невработеноста. Сите амандмани кои што беа поднесени во амандманската расправа, а знаеме дека најголемиот број и не беа образложени бидејќи таков деловник ова собрание донесе без поддршка на опозицијата. Сите овие амандмани беа за да се развие и да се подобри соживотот меѓу албанците и македонците во Западна Македонија. Сите овие проекти беа да им се подобри животот на оние кои што живеат во тие региони. Ние баравме пари за канализации, пари за водоводи, пари за поврзување на патиштата, пари за економски развој на тој регион. За жал, во буџетот на Република Македонија не оние 25% кои што ги бараат пратениците од ДУИ или од ДПА што кажуваат дека 25% од буџетот требало да се инвестира. Ние немаме за 4 години 10% од буџетите на Република Македонија видено за инвестиции во тој регион. Како да гласаме за еден буџет во кој што 10% од предлог буџетот за 2014 се само предвидени за капитални инвестиции. Од тие капитални инвестиции во западниот дел на Република Македонија нема ниту една десетина, нема ни 10% пари кои што ќе влезат, односно 30 милиона би требало доколку 10% се инвестираат во тој регион.
За жал, наместо да имаме равномерен регионален развој, наместо да имаме влада која што ќе успее да направи да секој оној во регионите каде што живее, да може тие луѓе кои што ќе инвестираат надвор од Скопје, да добиваат бенефиции од владата, да добиваат посебни даночни олеснувања, за да можеме населението да го задржиме на територијата на цела Република Македонија. Вака ние инвестираме и градиме, и овде не градиме економски субјекти, градиме само нешто што некој можеби во иднина и ќе ни се смее, а можеби и во иднина истите тие објекти за кои што сега фрляме огромни пари, во наредниот период можеби нема да вредат ниту еден денар. Затоа, додека има време, оваа влада треба да се освести, треба да финансира и надвор од Скопје, треба да инвестира и да подпомага инвестиции не само во економијата, туку и во земјоделието, и во услугите, и во транспортот, и во туризмот, и во овој регион. Се додека има народ кој што ќе може да работи тамо, до тогаш се инвестициите профитабилни. Кога ќе го нема народот, можеби ќе фрлате 10 пати повеќе пари да ги задржите, ама никој кој што, верувајте, кој што не може да обстане во тие региони, најлесното му е истото да го продаде и да си замине од тој регион. Јас не знам дали се уште мислите како оној академик во 2001 што мислеше за размената на територии, ама подсвесно сметам дека вие на поперфиден начин сакате тоа да го направите, економски осиромашувајќи ги граѓаните на Западна Македонија. Сметам дека треба најпосле да се освестите, бидејќи кога некој бара поддршка за буџет, кога некој бара поддршка да му се помогне во носењето на буџетот, сигурно дека со тој буџет треба да видиме сите одредени бенефити. Како да поддржиме буџет, кој што буџет повторно и наредната 2014 година ќе одвојува средства само за реклами, дали било тоа кампања за семејство, кампања за абортус, кампања за Истражија Македонија, сите тие кампањи коштаат пари. Тие пари, наместо да се инвестираат во такви реклами, бидејќи знаеме каква ни е Република Македонија, инвестирајте ги во нешто добро, во нешто полезно, во нешто што ќе ви врати 10-кратно во буџетот, било на вашата влада, било на сите наредни влади кои што ќе доаѓаат во Република Македонија. Затоа, почитувани колеги, не би рекол дека можам да се сложам и со она што владата го прави за инвестирањето повторно на средства за купување на автобуси за јавното сообраќајно предпријатие, за да може тоа посредно да прави панорамски тркала. Не можеме да се сложиме со трошењето на пари за граѓани кои што седат дома, кои што работат сосема други работи, а кои што се водат како административци, тука државата да троши преку 10 милиони евра годишно. Не можеме да се сложиме бидејќи, почитувани колеги, баравме пари за општина Јагуновце да им обезбедите да има регулација на коритото на реката Вардар, бидејќи џабе се да давате субвенции ако надојде реката Вардар и сето тоа кое што го работеле им го однесе. Џабе ако во тие населени места не инвестирате за водоводи и канализации, да не доаѓате само за избори, да удирате камен темелници, за школи, за градинки, а сега тие населени места ги заборавивте. Да направите нешто за отпадните води во Теарце, да направите нешто за општина Врапчиште, каде што уште на амандманската расправа ви кажав, оснивачот на вашата партија на ВМРО ДПМН Гојко Јаковлевски е од тоа родно место каде што баравме да се инвестира во здрава вода за пиење. Вие ни за тоа немате слух и немате и не ги есапите таквите луѓе. Баравме да во центар Жупа изградите пат кој што го ветувате повеќе години. Баравме во Дебар и за Дебар да се направат пристапните патишта, да се направи магистралниот пат кој што преку Дебар води до Албанија, да се обезбедат паѓањето на камења и паѓањето на сите оние работи кои што се случуваат и неприлики долж тој пат. Баравме во Брвеница да направите петља со тоа да им помогнете на граѓаните поблиску да бидат до автопатот. Баравме на тие населени места во општина Брвеница да изградите канализации.
Баравме во Тетово да изградите основно училиште, средно училиште, гимназија. Баравме да направите водоводи. Баравме во Гостивар и во Маврово Ростуше да средите она што значи капитални објекти, објекти со кои што граѓаните ќе сватат дека државата се мисли за нив и дека државата сака да им помогне да останат и да обстојат на тие простори. Тоа е буџет на Република Македонија кој што сите можеме заеднички да го прифатиме и да го гласаме.